Ако не ги намалат цените на храната, трговците ќе плаќаат казни до 10.000 евра, вели Законот за потрошувачи кој беше усвоен во петокот. Парични казни од 500 до 10.000 евра и затворање на дуќани се предвидени доколку трговците не ги почитуваат правилата и мерките кои ги носат надлежните. Изјави министерот за економија Крешник Бектеши во најавата за овој закон. Од Организацијата на потрошувачите велат дека во моментов цените на храната трговците слободно ги определуваат, освен на дел од основните прехранбени производи за кои има ограничени маржи. Кога потрошувачот смета дека постои нечесна трговска пракса, пријавува во Државен пазарен инспекторат кој што одделно цени за секој случај и тука се предвидени санкции во самиот закон за заштита на потрошувачи, а санкциите се регулираат во зависност од големината на предпријатието, дали е мало, дали е големо предпријатие и тие може да се движат и до 10.000 евра. Според Гранчаровска, ако се прекршува мерка донесена од страна на владата, во тој случај ќе има изрекување на поголеми казни за прекршителите. Трговците се должни да ги почитуваат овие мерки, бидејќи во спротивно за тоа согласно законот за трговија ќе следуваат санкции, но сепак постојат и понатаму, мислам тегли потрошувачи понекогаш се жалат дека трговците тоа не го почитуваат, дека повторно ја накачуваат цената. Во овој случај регулација врши Државниот пазарен инспекторат, кој што треба доколку дали по дојава од потрошувач, дали со редовни контроли, доколку утврди дека трговецот не ја почитува оваа одлука која што ја донесе владата, ќе следат прекршачни санкции кои што ги утврдува законот за трговија. Од своја страна, граѓаните се скептици дека новиот закон и високите казни ќе ги стават во ред трговците. Па мислам дека ќе ги намалат. Ако штом ги казнат нормално, иначе ако ги остават на слобода, они нема да ги намалат цените, него цените ќе бидат се нагоре. Мора да ги намалат. Оваа сиромаштија не е убава. Не. Нема да влијаат. Додека стоковите резерви не ги пуштат, додека струјата не се намале, нема шанса да се намале, бидејќи се друго е покачено. Не верувам. Во новите околности, министерот Бектеши сепак смета дека ќе биде поинаку. Трговска практика се смета за нечесна ако го доведува во заблуда потрошувачот, па дури ако информациите се точни, но го доведуваат во заблуда. Тој да донесе одлука која не би ја донел во вообичаени услови. Појаснува Бектеши. Новиот закон за потрошувачи кој беше донесен во петокот и се чека да стапи на сила по неговото објавување во службен весник, предвидува глоба од 500 до 1000 евра за микрофирми и 150 евра за одговорното лице. Највисока е казната за големите трговци, кои се движат од 5 до 10.000 евра и 500 евра за одговорното лице.